Нема да излезам јавно со став во однос на обвинувањето и кривичната пријава. Оти сум на службено патување, вели за Алфа првиот човек на здравството Венко Филипче. Тој цела недела нема да се изјасни во однос на аферата која пукна пред 3 дена, период во кој Филипче беше во Македонија, а молчеше за скандалот кој веќе го доби називот Рекет 2. Тој заедно со директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев доби кривична пријава, според која двајцата здружено дејствувале и ја оштетиле Вера Иванова, скопјанката која ги тужи, ама го скратиле и буџетот на Македонија во обид да стопираат влез на странска инвестиција во земјава. За разлика од него, Ден Дончев, иако не вообичаено, вчера цел час говореше на пресконференција која пак ја искористи за на некој начин да се стави во улога на обвинител и да презентира хронологија и делови од според него штетниот договор што претходната власт го потпишала со двајца концесионери за вршење дијализа во центрите во Македонија, меѓу кои и Диамет. Откако призна дека ги предупредувал швеѓаните за истрага што ќе следи, а се однесува на фирмата што тие сакале да ја купат, не заборави да ги оцени обвинувањата против него како небулозни, ама отвори низа прашања што во најмала рака се чудни и го ставаат под знак прашалник самото постапување на Фондот за здравствено осигурување во случај да се соочува со штетен договор. Наспроти огромниот профит, единствената финансиска обврска на концесионерот, Диамет, е да му плаќа месечен надоместок од 7500 денари месечно на Министерството за здравство. Повторувам, символични 125 евра месечно. Па останува отворено прашањето зошто ниту Дончев, ама ни неговиот претходник не го раскинале договорот за концесија со Диамет од 2013 година ако бил толку штетен. Иако во случај на спор надлежен е судот во Париз, а во договорот има и наведено сума од 28 милиони евра како одштета во случај на раскинување на договореното, доколку државните македонски институции имале толку силни аргументи за злоупотреби и криминал, веројатно судот нема да одлучил во корист на приватната фирма. Наместо тоа, договореното се спроведува и речиси непречено тече, се до моментот кога странци решиле да ја купат фирмата. Алфа побара став и од шведската фирма Диаверум што стана собственик на компанијата Диамет, за да ги потврдат информациите што Дончев ги обелодени, а ги засега и нив. Засега не дадоа одговор на прашањата, ниту пак се изјаснија во однос на последните случувања за фирмата која ја купија. За подсетување поради покренатата истрага, 11,5 милиони евра што швеѓаните уплатиле за да ја купат фирмата се замрзнати. Вера Иванова, бизнисменката која го продаде Диамет, пред неколку дена поднесе кривична пријава против Дончев и Филипче. Јавното обвинителство треба да одлучи дали тие направиле злоупотреба на нивната службена положба и дали со своите постапки ја оштетиле Иванова, ама и дали сакале да извлечат лична корист од самата сделка.